Почнуваме со уште еден подкаст. Овој подкаст е број 13. Разговараме со професор Васил Георгиевски, по англиски, и Александар Дончев, фотограф, меѓутоа и човек кој се занимава и во делот на маркетингот, дизајнот и така натаму. Но тема на денешниот подкаст ќе биде нивното хоби или начин на живење, да го кажеме, алпинизмот. Многу често ги гледаме на социјалните мрежи, качени на високи врвови, на некои, да кажем, страшни места, па да разговараме малце на таа тема. Добре дојдовте. Добре дојдовте во свој каст на Биди свој. Колега, добро беше најавата. Реализирана од куќата, Европската куќа. Добро, после може да и го кажете. После, слободно. Вака кога ги најави, мислам дека ќе зборуваме За образование. За фотографството како, ајде да кажем, занет или хоби, а најмалку некако даде примат на спортското качување, алпинизмот, и зошто така страшно. Да. Искрено. Се е опасно ако не се занимава со професионално, барем така јас го разбирам. Било која професија е опасна ако не бидете добро заштитени, внимателни пред. Добро дојдете уште еднаш. Се надам дека ги гледавте предходно своите кастови на Биди свој. Имате гледано или не? Неколку да. Некој да. Да. И отворено Кој се допаѓа повеќе како водител? Мери Јанчева. Отворено ќе зборуваме за алпинизмот, за спортското качување, дали тоа е ваше хоби, како што го најави Јанчева, или пак пред се желба за адреналин. Да, се согласувам со она што го кажа Мири, дека е опасно и страшно, но во секој случај доколку се внимава и биде професионален во тој аспект, може да се надминат сите оние препреки. Вие сте членови на алпинистичкиот клуб Скала, ако не се лажам. Да. Релативно нов, но како стоиме со алпинизмот, со спортското качување овде во Струмица на самиот почеток, Дончев, со оглед дека ве забележав еден настан организиран од Центарот за развој на Источниот плански регион, кога зборувавте за планинско спасување. Да. Вака да почнем со забелешки. Може, слободно. Прво за мене. А и за мене. Дека е опасно, да, опасно. Страшно. Но Страшно, сликите ми изгледаат страшни. Не ви е страв таму на таа височина? да, добро, тоа е прашање на перцепција. Кај секој е различна ова перцепција. Кај некој, што знам, побудува страв, кај други пак побудува интерес, љубопитство, кај некои естети па побудува сосема други, да речеме така, побуди, сака да фотографираат или сака да ги сликаат тие планини, сака да бидат помеѓу тие планини. И другото околу ова за професионалност, за несреќа или за среќа. Не, професионално да се кога во секоја професија, Да. ако ја сакам и професионално се Да, професија, јас како дефиниција го разбирам, си вадиш средства за живење од тоа што го работиш, нели? За сега се уште не живееме од алпинизмот. Алпинизмот можеби најточно кажано за нас, луѓето кои што се занимаваме во Струмица, во регионот со алпинизам, е повеќе начин на живење. Значи, неколку дена од месецот ги посветуваме на тоа да се движиме во планина, се движиме по карпи, по заледени водопади, се со цел да достигнеме врв физички или врв некој во нас самите, така да се изрази. Што беше причината да Дончев да почне со алпинизмот или спортското искачување на карпи, на заледени водопади, така на која она беше? Што те тера, ајде да кажам? Вака, качувањето генерално кај луѓето е една од тие природни, да ги наречам, активности, природни нагони кај луѓето. Да речеме, ако едно мало дете го оставите во соба и ако има скали некој во таа соба, детето инстинктивно ќе тргне кон скалите. Значи, тоа е некој вроден инстинкт кај сите нас луѓето. Значи, како што е пешачењето, трчањето, да речеме,
пливањето, доколку ставиш некој во вода, ќе се обидува да плива. Во иста ваква категорија се наоѓа и качувањето. Значи, тоа е природен нагон човечки и речиси постои кај сите, мислам, сигурно и вие имате забележено, знаеш, кога ќе видиш некое високо место и се јавува некоја потреба да, да погледнеш одозгора, да го видиш светот со таа перспектива. Не знам, јас Дончев, ама јас тој инстинкт го немам, имам фобија. Страх ти од височина? Да, си признавам. Да? Го немам тој инстинкт. Добро. Сериозно си кажувам, но ајде, мислам, тоа е секако дека има потреба и тоа е факт дека сите сакаме нешто да видиме, да дофатиме некоја височина сега во символика или во реалност, но како и да е. Наверојатно кај сите е различно тоа е изразено, знаеш, кај некои други е, што знам, тоа е по, еве како што викаш ти, имам фобија, кај други пак што знам, фобија е од отворен простор има, нели? Луѓе имаат што имаат фобија од отворен простор, луѓе има што имаат фобија од длабоки води, знаеш. И тие се стравови исто вродени како и тие нагони, но заедничкото на сето, да, на човечкото всушност е потребата да го надминеш тој страх, или од таа фобија, да. Дри? Да пробаме? Се извинувам ако почнувам малку. Не, Многу филозофски пристап. Многу филозофски, ама дали има вака ти инстинкт да се качиш нешто? Јас искрено да, јас знаеш дека адреналин сакам. Меѓутоа, Таа ми кажа, кога сакаш да крадеш круши и јаболки, имаш нагон да се качуваш. И таа е иста форма на качување, да. Меѓутоа, да, на таа височина, како што ги гледам, не сум сигурна дали ќе имам храброст да го направам. Можеби понатаму во разговорот ќе ги пратам и за безбедноста и за се тоа. Апсолутно. Затоа што мене ми изгледа многу како не ризичен, меѓутоа Страшен. Тоа беше страшен, извини, Страшен. Тие страшни меса, да, пошто не се страшни. Страшно ли, извини Васил, Да. страшно ли е трчањето? Па не е толку како качувањето. По одбрана на трчањето. Ете пак Не. допираме до перспектива. Знаеш, Да. за некој е многу страшно. Некој има проблеми со колената. Ама види, има твој колега кој што трча и се најде токму во алпинистичкиот клуб Скала. Да. Да. Тој најдобро може да направи компарација, Да, разлика компарација. меѓу За да- трчањето и Па да, само по качувањето. себе, секој спорт си е предизвик сам Добро, за себе. од каде таа љубов од она би рекол маратонско? Добро, пак може со да се оглед дека каже и маратонско маратонско е, трчање, маратонско. таа желба, таа љубов кон тој предизвик, алпинизмот и спортското искачување. Пред малку зборувавме, односно на самиот почеток кажавме дека тие работи, односно спортот сам по себе се надополнува. Ако трчам не значи дека го исклучувам секоја друга активност. Што значи да, меѓу другото еве и можеби и трчањето се става некојаш во функција и на алпинизмот и обратно, бидејќи сепак треба за да искачате некој врв ви треба некаква физичка спремност, која што еве меѓу другото и се добива со трчање. Така да мислам дека сите спортови се комплементарни, односно се надополнуваат. Ми беше зборот дали имаш Да. природен нагон или инстинкт. Да. Кај мене инстинктот за, како што Мери кажа, страшни и опасни нешта, е можеби пренагласен, што значи сите тие нешта кои што подразбираат можеби некаква опасност или наплив на адреналин, се нешто кое што еве може да кажем се моја работа. Така да и не случајно еве и со Александар се најдовме, иако јас воопшто не сум стар, така да кажем, во наводници во тие води, сум релативно нов исто и во маратонското трчање, односно трчањето воопшто и во сите други форми на спорт со кои што моментално се бавам. Качување, алпинизам, скијање, ски алпинизам и што ли уште не. Односно се што можеме да ставиме под капата на поимот алпинизам. Тоа сакав да прашам, да, ги спомнувате често поимите алпинизам и спортско качување. Има ли разлика помеѓу тие два поима? И прво тоа да го расчистиме. Можем јас да кажам моја лична перцепција. Не сакам многу да се играм со дефиниции, но еве како јас тоа го гледам, после Александар може да ви каже малку постручно, бидејќи тој е многу постручен од мене во таа област и можеби подобро може да ги објасни работите, но како јас ги гледам работите,
Спортското качување, рековме, веќе на определена насока, односно пак е во карпа со исклинчени насоки на кои што вие имате форма на обезбедување која што е многу посигурна за разлика од алпинизмот, кога зборуваме за качување во карпа, каде што се користат потрадиционални методи на осигурување со клинови, френови, чокови, така ли. Додека тоа е во поглед на качување на карпа. Како што кажав и предмалку, алпинизмот всушност не може да се изолира само на качување на карпа. Алпинизмот вклучува многу повеќе нешта освен качување на карпа, затоа што кажавме за да стигнеме ние до некој локалитет каде што сакаме да качуваме, односно да се качуваме на таа карпа, сепак мораме таму некаде и физички да стигнеме. Дали тоа ќе го направиме со планинарење, дали тоа ќе биде по заснежени падини со турно ски, треба да пристапиме до некаде, па на крај да се качуваме и на крај, како што рече Александар, ако имаме некој врв или наш замислен врв во нашата глава, да се достигне како цел. Што значи, така јас го гледам, може би сум грешка, Александар може да ме дополни. Спортското качување е произлезено од алпинизмот. Значи, најчесто алпинистите кога се обидувале да одржат својата форма, бирале некои кратки, но тешки, да речем, насоки, кај што ќе бидат максимално обезбедени и ги качувале по неколку пати, да речем. Мислам, тоа е првично како почнало, нели, спортското качување. Спортското качување, за разлика од алпинизмот, има форма на надпреварување, тоест има спортски карактер. Додека кај алпинизмот спортскиот карактер постои, но постојат и други сегменти внатре. Значи, има доста составни активности кои што и познавање, кои што човек треба да ги поседува за да биде алпинист, да речеме, за да прави алпинистичко искачување, така да го наречеме. Во спортското качување е многу по-контролиран целиот тој процес, значи насоките се исклинчени, не се променуваат овие фаќалишта, овие услови, додека кај алпинизмот не е така. Кај алпинизмот, да речеме, се зависи многу од метеоролошките услови. Дали имало некој одрон, дали има снег, дали има лед. Значи, низа и низа фактори се вклучени кои што го невозможува тој спортско надпреварувачки аспект, да го наречеме. Значи, вие чисто... И само секој качување може би да биде и на исти, да кажеме, кулуар или на иста насока, може да биде од 5 пристапи, 5 пристапи да бидат различни, со оглед на условите. Да, секогаш е различно. Може да биде 5 искачувања и 5 да бидат на исто место, а да бидат сосема различни. Да, како илустрација е беласица, да речеме. Беласица да ја качите во лето не е исто како да ја качите во зима. Исто така, беласица да ја качите во зима кога има многу снег не е исто како да ја качите кога има 5 сантиметри снег. Да. Јас имав една дилема и се уште сум во дилема, сакам да расчистиме нешто во однос на тоа и спортско качување, например на карта. Често пат ве слушам клинови поставени. Тоа значи дека однапред е маркирано поставени се тие клинови или пак тоа треба качувачот да ги постави, не знам. Во спортското качување сето тоа е однапред направено. И насоката, тоест патеката по која што се движиш, е на некој начин предодредена од некој предходно. И таа патека има одредена оценка. Значи, има оценки, најразлични скали има, нели, за оценување. Во спортското качување најчесто се користи таа француската таблица на оценување, значи таа се движи од 4А па до 9C, мислам, има. Сега за илустрација, некој кој што нема воопшто качувано, нема тренирано, не е физички доволно подготвен, може да кажеме да качи насока со оценка 3. А веќе врвните овие спортисти, како што знам во атлетиката се оние кои што добиваат златни медали и така натаму, тие качуваат оценки со 9А, 9Б, 9С. Јас ако би тргнал да која оценка? На тројка, дефинитивно. На двојка, каква тројка? Јас ке имам малце повисоко ниво. Не сумневајте околу себе, верувају потенцијалите што ги носиш. Ме интересира, дали само физичка подготвеност е потребно, например, спортско качување?
Или има некои обуки кои треба да се поминат предходно за да се проба тоа хоби? Има тактики, како се... Може слободно, кој сака, може и Васил да се вклучи. Ајде. Значи, може секој да проба. Не се потребни предходни подготовки. Секој може да проба. Се додека има некој кој што има искуство и има одредени познавања, сертифицирани според, да речеме, таа федерација во која што е член, доколку е спортско-качувачки инструктор, да тој може да надгледува тука луѓе или исто алпинист инструктор, да речеме, кој што има добиено такво звање на српски, бидам користам. Вас такво се налути да знаеш, ама. Да, титула. Титула, добро. Да, такво. Тоа е зборкаш. За да има право и да може да контролира, да води сметка за безбедноста на учесниците и така натаму. Секој може да проба. Не е потребна некаква, не знам, спремност физичка. Секоја предходна физичка подготвеност се разбира е добре дојдена, но ако нема, не е. Не е пресудно нешто, дека мора да има, да може да проба, особено за карактеристично првите чекори. Да, во качувањето што тука се користи доста менталната, како кажам, подготвеност. Нешто да сакаш да стигнеш до врвот. Не само. Тоа е како мислам како илустрација, како играње на шах, ама со самиот себе физички и со околината на некој начин. Значи, умствена игра е. Колку што е физичка, толку е... Како што мери сака да се надмине себе, доколку сака да проба. Има некаква си ментална бариера, која што вели дека се плаши од височина и дека првиот врв кој што треба да мери да го качи е да ја надмине таа ментална бариера и да дојде да проба. А например јас да пробам до метар и половина од карпа да се качам, може, да. Може. Види, секој има свој Еверест. Да, тоа е, така, нели, карактеристично. Тоест, секој има свое врвно достигнување, така да го наречеме. Значи, за некој тоа врвно достигнување може да биде Монте Еверест, за некој друг К2, за трет Цареви кули, тука кај нас, за некој да качи оценка, што знам, 7А или 7Б и така натаму и така натаму. Значи, тоа се некои мали, како да ги наречам, цели кои што секој од нас сам си ги поставува и го прави интересно, мислам, животот поинтересен и полн со адреналин, колега, да. Така. Имаме во Струмица такви локалитети, да ги наречем, каде што може да се проба тоа? Најпрвен да се пофалиме така. Имаме, одново вештачка карпа во салата на основното училиште Видој Подгорец. Тоа се уште официјално за јавноста не е отворена, но сепак е готова и ние сега, така сме во тест период, ги испробуваме сите тие насоки кои што ги имаме направено. Секој кој што сака, кој што сака да го направи првиот чекор е одлично место каде што може да се проба, вклучително и мери, може да ја поканиме. После овој подкаст, колега, морам да одам. Јас сум се качувал на вашата вештачка карпа. Да гледаш. Сум се качувал на вештачка карпа. Јас не сум. И секој кој што може, тоа е еден апел, ќе направиме отворени денови на кои што секој може да дојде да проба најпрви, односно да види дали е за него или не е. И секој кој што понатаму ќе сака да продолжи да се активира, ќе имаме термини за тренинзи редовни кои што ќе може да се прават, а понатаму рековме имаме и планови како што ќе се движи понатаму времето и колку ќе бидат колку интересот ќе биде поголем да ги вадиме сите тие луѓе и деца и на Сува карпа, односно на оние локалитети околу нас, кои што се доста актуелни, Демиркапија, Плоча и во нашата непосредна близина, на покрај тримпатеката на Цареви кули, малку од луѓето кои што тоа им е познато и го знаат, таму постои една мала карпа на која што е супер за почетници, за да секој кој што сака да проба како може да се движи во така, да кажеме, во Сува карпа, исто така Александар и јас имаме качувано на кулата на Цареви кули. Има локалитет кој што за мене исто така беше
новитет над Велюса, Карпата, како беше Исказник, Исказник, да. и Габрово, што значи потенцијал во нашиот регион и близу до Струмица има многу. И Сечена скала. И Сечена скала, точно се така, колега. Јас сега во моментот знам се снима, меѓутоа при монтажата јас би сакала тие слики да одат во позадина додека се разговара. Лани за прв пат тоа го направивме, што е доста интересно и атрактивно, за време на настанот на министериите на Беласица, кој што го организира ВК Актив. Од наша страна бевме исто така на Беласица, беше направен мал камп, поминавме 2 дена, се исклинчија колку бе 5 насоки, една целосна насока за качување со експанзиони клипови клинови кои што може да се користи за качување и еден феноменален локалитет со тоа што бара од вас физички некој предизвик да се качите догоре до локалитетот Сечена скала, да направите неколку искачувања, може да кампувате и на крај да се вратите. Нешто како активност е доста атрактивно. Мислам дека минатата година беше дел или предминатата година како од мистериите на Беласица, каде што имаше можност некои од оние похрабри, пожедни, по адреналин да се... Ние го направивме и да биде максимално безбеден. Значи за сите оние кои што сакат да пробат да биде максимално безбедно и така. Тоа е еден исто од аспектите за кои што сакавме да зборуваме. Тоест во алпинизмот, исто и во спортското качување воедно, нели? Вие самите како учесници во оваа дејност си ги определувате нивата на адреналин, да речеме, кои што ќе бидат испуштени внатре во... Значи, може оваа дејност да се направи максимално безбедно да биде, а може да биде и максимално небезбедно. Како и јас верувам во секој спорт, може човек да ги направи нештата така да внесе ризик кој што ќе биде опасен. Што значи максимално небезбедно? Може да ни посочите некој пример? Да, максимално небезбедно е една од тие дејности кои што исто се вклучени во алпинизмот, се вика солирање, нели? Free solo е така, што знам, попознато како израз. Тоа значи качувате вертикална некоја изложена падина, седно дали е карпа или е лед, и тоа го правите без речиси никакво обезбедување, тоест не постојат клинови, нема јажиња, нема, значи претходно никој не бил пред вас. Нема ништо. Има луѓе кои што го прават и ова. Имаш и некој филм пред некое време, Free Solo со Алекс Хонолд, да тој правеше еден таков проект на Ел Капитан, ми се чини. Карпата е околу 1200 метри е вертикално експонирана. И тој го правеше тоа без јаже. Исто така филмот Алпинист, како се викаше, ми исчезна името, таму качувањето беше и на карпи, и на лед, и себе тоа се правеше без така. Значи, тоа е, да речеме, максимално небезбедната дејност. Инаку, сето друго има начини на контролирање. Тоа е страшното. Да. Исто како во возењето, јас така најчесто го илустрирам, знаеш. Исто ова со едукацијата кога зборуваме, зашто е потребно да имаш сертифицирано обука, сертифицирана едукација. Инструктор, да. Исто како во возењето, доколку постојат повеќе системи кои што не се сертифицирани, да ги наречеме, ќе настане хаос. Секој според свое разбирање ќе ги учи другите како да се вози, како да се почитуваат правилата. На некој, да речеме, овој триаголник му значи нешто, на овој сосема друго. И така исто и во алпинизмот. Постојат определени правила, знаци кои што ако ги почитуваш и ги следиш, имаш одредени познавања кои што нели ги применуваш, може таа дејност да биде максимално безбедна. И јас би кажал дека во овој случај, односно мислам дека случаите во кои што опремата ќе затаи се рамни на нула. Што значи сите тие несреќи за кои што слушаме, најчесто доаѓаат од такви потфати,
крајно небезбедни, или пак станува збор за човечка грешка. Односно, многу мал е делот на несреќи кои што можеме да ги припишеме на не знам, да затаи опрема, да се извади клин или не знам нешто во таква Ајде да бидеме малку поконкретни. Поконкретни. Ване Трајков сака да биде спортски качвач на природна карпа. На сечена скала. Што е потребно, Ване Трајков? Одлична опрема. Секој треба да станува збор за лична опрема. Еве, јас сакам да искачам сечена скала. Добро. Или било, како Ване Трајков ги има многу, можеби од љубопитство, можеби од џоба, некако да го потикне, да го разбуди тој инстинкт. За почеток, можеби, ние и како клуб имаме таква почетна опрема, но ако сака некој да се бави со алпинизам, спортско качување, задолжителна опрема која што треба да ја поседува е појас за качување, јаже за качување, еспадрили или такви патики за качување, заштитна кацига и тоа е тоа. Понатаму од опрема друго карабинери, комплети карабинери, тоа се опрема која што да кажеме поседува нашиот клуб и може да, поколку некој сака да. Во случај ги имам обезбедено, можам ли јас на сечена скала да се качам? Сам не. Мора некој. Ова е препорака. Тоа сакав да го кажам дека Јас мислам првото нешто кое што треба да контактирате во вашата близина клуб или да речеме, што знам, инструктор и така натаму, кој што ќе може да ве однесе таму, кој што ќе ве обезбедува, кој што ќе ви даде совети во однос на да можеш, не можеш, треба да земеш ваква опрема, таква опрема и така натаму. За почеток најчесто тој меѓу нас си зборуваме, значи потребно да имаш наш контакт. Се слушаме, може, не може, или информираме ние доколку има претходно некој интерес. Информираме, одиме ова сабот или ова недела, одиме на сечена скала, одиме на Темиркапија, дали сакаш да се приклучиш, не сакаш да се приклучиш и така натаму. Во тој аспект е целата таа координација. Од опрема јасно е дека не можеш да поседуваш од почеток се што треба и не е потребно да се купува од почеток. Најпрво треба да пробаш, видиш дали може. Ване Трајков, пак ќе кажам, Ване Трајков е на сечена скала или Демиркапија. Само да го опишеме тој процес. Одиме на Демиркапија на ова вертикала таму. Предпоставам со безбедносна опрема, со врзан со јаже, вие го контролирате се до тој и ми укажувате. И јас како пајак, се илустративно, што значи дека треба да се прикачувам на овие клинови кои што ги имате поставено или да го појасниме тој процес? Така, најчесто за почетниците се поставува јаже од озгора и секоја грешка која би можел да ја направиш, да ја качуваш, е сосема безбедна. Ти си осигуран на јаже, тоа јаже издржува 2 до 3 тони, значи исто така клиновите кои што се поставени одозгора на насоката издржуваат, секој посебно издржува по 2 тони, 3 тони, зависи. Ти се осигуруваш на 3-4 клина си поставен, така да значи твое е само да качуваш. И да ги следам инструкциите, претпоставам дека Дончев и Васил ќе бидат под мене и ќе кажат лево, ајде сега Чекорсон лева, претпоставам. Еве на пример доколку Ване Трајков реши дека не може да се качи или еве попат мери се исплаши и не може да продолжи, има начин, односно по истиот пат како што се качува, оној кој што осигурува може сосема безбедно да ве спушти. Или пак и при пат, односно при контролиран пат, оној кој што обезбедува ве држи на тоа јаже. И доколку не може да продолжите, тој сосема безбедно ќе ве спушти од точката каде што сте тргнале да се качувате. Така да во поглед на безбедноста е можеби по мои зборови најбезбедно нешто кое што може да го направи. Да закажеме термин. Може, колега, ама јас предходно сакам да пробам на вештачката карпа тука. Некако посигурно ми е тука, па после одиме на Демиркапија. Јас верувам во нив, тие се професионалци. Абе на 2 метри на 2 метри. Ќе ми стане и мене хоби. На 2 метри на 2 метри. Давајте телефонските броеви да ве контактирам. Да, во секој случај е интересно, таков еден начин на живот.
Ја спомна вештачката карпа. Рековте не е ставена во функција или но официјално не е ставена во функција. Да, јас сакам да прашам за тоа. Дали има можност тоа да се развие како спорт? Ама има и европски, и светски првенства, шампионати. Да, ама во спортци Струмица постои, се во уште Струмица, го нема, да. да бидеме реални. И Се рadi. сега мојата ќерка, јас да не се ставам се, мојата ќерка или син сакаат да се бават со тоа спортско качување. Дали ќе постои можност во иднина во Струмица да има, не знам, сала опремена за тоа, еве? Делумно имаме Здружение направено. или клуб Не, каде што ќе сериозно, може да се бави со тоа, да се Убаво биде го отвори спортски прашањето Мери. качувач, како да кажем. Ако постојат вакви шампионати, сум гледал на одредени спортски канали, мислам дека словенците нешто беа вака и кај во нас. превод. Дали во нас, кај нас во земјава, има некоја лига, некоја првенство, шампионат, не знам. Спортско-качувачката федерација организира такви надпревари секоја година. Да, но јас би додал дека кај нас имаше претходно, значи имаше клуб кој што сега не сум целосно информиран дали е активен, не е активен и така натаму. Инаку имаше клуб за спортско качување, имаше и една Во Никола вештачка Карев, карта, јас таму сум се Никола качил. Карев, Да. Ти си постар колега. И се беа сеќавам. меѓу другото Билјана, ако не се лажам, беше... Кира Серафимов. Ете така. Беа одлични спортски качувачи на ниво на Македонија, на државата. Но од определени причини мислам дека нивната активност е доста намалена. Сега после доста време, нели, се отвара ваква вештачка карпа тука кај нас и да, ќе има можност, Тоа е добро. Го прашав, имаме ли надпревари Планот, на има ниво на надпревари. Ние Македонија, се како уште како оди, како да. турнир ли или надпревар ли? Не знам за тоа. Постојат надпревари, лига на надпревари, не се само на државно ниво, тие излигуваат и надвор, имаат балкански првенства, европски првенства и така натаму. Значи да, постои систем на надпреварување. Јас лично не би навлегол во опис на целиот тој систем на надпревари, бидејќи јас сум повеќе кон алпинизмот, значи алпинист, Да, инструктор. но ова вештачка карпа може да послужи Крајна за цел, значи, за младите. Во нашиот клуб имаме член од Демиркапија, Кирил, кој што е инструктор по спортско качување веќе доста време. Лани беа на специализација во Словенија, беа во Германија, беше во Чешка исто така. Се зависи по мене од интересот. Ако постои интерес за тоа да се прави, ние ќе ја користиме таа карпа за тренинг. Но, секако, ќе ја направиме, тоа не е и целта, да направиме отворени денови, секој, не само деца, кој што сака да проба, да се качи и да види дали тој спорт е за него, ќе имаме отворени денови за кои што секој ќе може да дојде и да проба. Доколку сака да тренира, ние ќе направиме, како што кажа Преска, редовни термини во кои што тој ќе дојде и ќе ги врши тие тренинзи. Доколку имаме еве и такви надежи и деца кои што ќе сакаат тоа да се бават со тоа како спорт, да, ние можеме да направиме еве со Кирил кој што рековме и инструктор во спортско-качувачката федерација, да организираме тренинзи и на крај сите тие деца, односно и не само деца, луѓе кои што ќе сакаат да бидат вклучени во тој спорт, можат слободно и ќе бидат пријавени само. Пак ќе кажем, се зависи од интересот. Апсолутно. Интересот почетен е доста голем, луѓето се распрашуваат, не контактираат преку социјални мрежи, ние чекаме само момент кога тоа ќе го направиме и официјално. Многу од децата барат алтернативни спортови. Јас имам забележено. Мислам, тоа беше една од причините зашто ја направивме, или карпата на затворено. Значи, многу деца се, да и наречем, интроверти. Не се вклупуваат многу во групните спортови. Значи, сите тие кои што се најчести кај нас, кошарка, фудбал, одбојка и така натаму, не им одговараат. Има деца кои што сака се она кое што го прави, како физичка активност, да речеме спортска, да зависи само од него, а не од јас сум добар, ама членовите на мојот тим не се доволно добри. Или тренерот не направи добар избор, знаеш. Има доста гнев во целата таа. Да, добро, но сепак ова качување на вештачка карпа и на самиот почеток го спомна дека мислам дека ја го зајакнува само довербата, логиката, со оглед, добро го кажа ова шаховски надправа, дали
раката треба на, се не знам како ги викаат овие за кои што фаќалишта. фаќалишта, дали овде е раката, па дали ќе можам исчекор да направам. Се е тоа логика и физичка кондиција. Избреност, да, координација. Случајно насекаде низ западна Европа вештачки или карпи ги има во секоја Училиште. спортска сала. И во секој училиште. училиште, Училиште, сите да. градинки оти го развиваат целосно и телото и Така, менталниот моторика, склон. координација на движења, бидејќи иако од страна може би изгледа едноставно. Еве, ги охрабрувам сите кои што сакаат да пробат да дојдат и да видат дека и не е така лесно и не е еве ќе се качат. Значи, сепак си сака некаква си, еве, да кажеме, сила која што треба да се вложи, техника и е доста интересно. Сепак тоа чувство кое ќе се качите до крај и ние имаме сега монтирано звонче на крајот од секоја насока на Да. вештачка карпа кој ќе го И е дополнителен мотив за деца. Так, да. Значи, тој не Па толку добро, да де. се Да. До Никола Карев и јас се качав, ама до 2 метра и пак се спуштам. Не знам. Види, Звончето тоа е никога вашиот да стигне Еверест. преди. Види, важно е, да. Да. Секој си определува до каде што и нема во тоа нити, како да кажем, нити срам, нити... Така. Значи, Посебно секој јас си така има гледам посебни- на нешто. Да. Јас имам мало дете Да. и ги спомнавте децата. Да. Која е идеална возраст да се почне со такво едно спортско качување? Па, не знам, Например. нема некоја, еве, мојот си- син е 5 години Да. и еве почна да качува, но тоа е Да. сепак е многу мал, пак ќе кажам. Но може, еве, има деца кои што веќе доаѓаат таму, вртат низ салата и имаат пробан, мислам дека најмалиот е 7, така ли? Да. Кои што Има, да, имаат они најразлични возрастни групи Да. и надпревари за Надпревари. различни возрастни групи, имаат и јуниори, може, да. деца и така натаму. Но сепак Ама нема- нема определена возраст. Значи нема Кога возраст може? во која треба да бидеш 18 па да почнеш. Да. Значи можеш да А почнеш може кога и сакаш. над 50-60 години да се почне со Апсолутно, спортско да, качување? да. Има Зошто? граница некоја ограничено? Нема. Ти за ваната некој. Сум толку стар, нема сум толку стар. Па јас си кажам, колешка, јас А ќе он има пробам. искачено 2 метри. 2 метри имам искачено, Јас така ќе да го следниот поминам. предизвик ќе ми биде до 3 метра. До 3. Мислам, Одлично, Следниот тоа е, предизвик. тоа е тој однос. Значи, себе Цел, надминување. Си поставаш ти сам цел, за тебе ти е 3 метри. Која ти беше таа целта? психолошка бариера е проблемот. Мислам, сега ќе се призадам, тоа беше пред многу години. Вие добро знаете, нели, од кога беше оваа вештачка карпа во Така. Никола Карев. И навистина треба да се намине тоа психичка бариера, не дај Боже да паднам, иако бе врзан, ама некако да се намине тој психички момент и да не мислиш надолу, него да се сврдиш кон целта што секогаш е мотив и жел на секој поединец. Да стаса до целта, а не да гледа позади. Види, нормално е да гледаш каде шо и да обрнеш внимание, дали си... Аме мене викам, леле, многу сум високо, дај да се спуштам. Да, И така кога крадевме круши како деца, викаме дај од по-ниското. Ако паднам да не се повредам. Па тоа е тоа. Како вие го доживувате тоа спортско качување? Може ли да ни откриете? Еве, кога одите кон врвот? Сепак и вие гледате назад, како е, Сега до кажеш каде за си. алпинизмот. Оти врвот е обично алпинизмот. Добро, Зашто добро. Сака да каже сакам на врвот од моментите да ми Карпата, ги- да, или каде што моментите треба. да ни ги- Еве ни до ги звончето. кажете. До звончето, кога стигнете до звончето. Како се чувствувате? Ке Ме интересира. Секој различно. Да, секој различно гледа, не можам да кажем јас за Александра или тој За тебе, Добро, тебе за те тебе. прашувам. Да, околу спортското качување во сала, тоа е сосема различно од, како што каже Александар, качување еве на Дебир Капија или на матка, каде што таму се качува некаде и мултипич насока, односно со повеќе сидришта да се стигне до врвот. Тоа се две различни димензии. Ако мене ме прашувате, да, сепак поатрактивно, така, или пак врв, како и да е. Поатрактивни се тие поголемите предизвици. Јас ќе го истакнам качување на матка, насоката Отмар, која што Добро. ја имаме качено. За мене лично представува досега така врв на искуството во спортското качување, алпинизмот или како и да е, бидејќи таму станувате едно со таа цела околина околу вас, бидејќи вие не можете да сигурно да се спуштите таму каде што сте тргнали.
Вие се качувате во повеќе навради, во повеќе цуга за да стигнете до врвот. Моментот кога ќе стигнете до врвот, тоа не може да се опише. Односно, колку и да барам сега зборови, не можам да го доловам и затоа да ги охрабрувам сите. Еве тоа за мене може би била мала победа кога прв пат се качувме таму пред 2-3 години. Тоа за мене беше нешто кое што ме одржува понатаму во живот, односно до следниот предизвик кој што понатаму следи. Дали ќе биде тоа следното качување, дали ќе биде следниот врв или следната активност во природа. Рековме, тоа е како еден вид стил на живот, Александр може да каже за себе. Не, тоа е клучно, дека за секој е различно и секоја изберена патека, насока, секој изберен врв е избор лично за себе и доживувањето е лично твое, лично сосема различно го доживуваш. Но еве и на вештачката карта, за звончето што спомна, ние сега имаме една цел поставена, да речем има една насока која што е тешка, и тука границата на сите ни е до одредено фаќалиште. И сега поентата да го надминеме тоа, тие физички недостатоци што ги имаме, за да може да го надминеме ова и да го качиме и да го чукнеме ова звоноче. Но активноста на отворено се разликува доста од активностите во затворено, бидејќи тука си вклучен со целата околина, целата природа заедно и е сосема различно и како што спомна и Васил, неопишливо е, за секој е различно. А претпоставам дека далеко поголемо и поисполното е чувството кога би спасили одредена личност, бидејќи во овој опус на вашите активности и планинското спасување, да извлечете повреден, претпоставам, и мислам дека и тоа беше она обука или како беше со Центарот за развој на панел дискусија, така беше планинското спасување. Нашиот клуб е член на тој така наречен Национален сојуз за спасување во планина во Република Македонија. Да, тоа е еден сегмент од алпинизмот, да го наречем, вие за да бидете алпинист или да вршите одредено алпинистичко искачување, во своите познавања, во својот репертоар на дејности, треба да го имате и тоа, да знаете како вашиот партнер или доколку не идете на друг кој што е во неволја таму во планина, да знаете како да му пружите прва помош, како да го извлечете од тоа место, како да го донесете на сигурно и така натаму. Тоест, природно е некако поврзано со ова. Јас лично имам учествувано во неколку такви спасувачки акции, претходно доста. Имаме учествувано исто во обуки, многу за спасување на планина и во Црвен крст и во некои од службите на Министерството на внатрешни работи, Министерството на мислам на одбрана. Но има ли? Да, и последната, меѓу другото, не беше спасувачка акција, но беше лоцирање на пострана некој, беше пред 2 недели на Демиркапија и јас заедно со уште еден член од нашиот клуб го лоциравме, потоа го извлековме и така натаму. Значи, да. Мисија? Невозможно. За вас е возможно, но сепак планинското спасување сепак има една мисија за да се спаси човек, така тоа аспект. Да, апсолутно. Но сепак мора да ги поседува тие вештини на алпинизмот и на спортското качување. Посебно за техничко извлекување на... Да, бидејќи доколку ги немате овие познавања, ќе ги ставите не само во опасност тие што ги спасувате, туку и вас самиот. Тоа се случи минатата зима, мислам оваа зима, на Шара. Имавме таков случај, имаше пострадани двајца, се доби сигнал за ова. Меѓутоа, поради непостоење на законски одреден, како да наречем, систем кој би одговарал, почна и јавувањето да оди до полиција пожарна, полиција после специјална полиција и така натаму. И за да се
дојде до таму да се качат полицајците горе, Со несоодветна опрема. несоодветна опрема и да паднат двајца полицајци. И на после крај ги спасува и Полицајци. И спасувачите. Да, И спасувачите. Тоест, еден наш колега од Тоа е Тетово, најлошо сценарij, Нагор Шсели, да го спомнам, беше повикан и тој со опрема отиде, нели, за да го вако Сега да го- сите тие немили настани, тоа е во последно време доста актуелно и ние се вклучиме активно во таа борба и во таа иницијатива да се формира таква спасителна служба на територија, односно на регионот, бидејќи тоа не е само потреба на луѓето кои што функционираат во Струмица. Односно гледано регионално, ние сме тука, целата држава ни е планинска, така да 85% колку таму статистички ни е планина. Така да потребата за формирање и постојање на таква служба е веќе голема и сите ја чувствуваат, односно зголемниот број на такви несреќи не потсеќа, можеби не толку често, но во последно време може да кажеме и често дека имаме потреба од формирање и обстојување на таква служба. Затоа што пак ќе кажам, таа служба ќе дојде од нас и за нас, бидејќи вие каква и активност да извршувате на отворено, сега да го тргнеме да не биде само алпинизмот, да не бидеме само ние тие кои што се движиме во природа. Фреквенцијата, посебно пред и за време на ковид кризата, се зголеми, односно луѓето почна многу повеќе да движат по планини со такви активности, велосипедизам, алпинизам, планинарење и бројот на незгоди се зголемува, што значи дека било кој што сака да врши такви активности на отворено во секој случај ќе има корист од постојање на една таква служба. Да, во односно и сите моментот тие имаме. можеби ако гледаме за развој на регионот, односно за развој на тој алтернативен туризам, тоа е еден предуслов кој што мораме да го имаме. Ако ги гледаме и како функционираат западноевропските или светските, да кажем, центри, каде што секаде на територија на било каков, да кажем, ски центар или планински регион имаме таква служба која што функционира. Да не ги спомнуваме, нели, Алпите, Франција, Австрија и така. Моето прашање е дали во моментот има таква служба за планинско спасување во нашиот регион? Александар кажа дека нашиот клуб Не, Во Ова нашиот систем. регион. Во нашиот регион. да, Не. но тоа е се во моментално како Ентузијастички. Да, и морам да кажам, многу лош збор, но импровизација, бидејќи сега што и да се деси, ќе се ангажираат луѓе кои што тоа не им е професионално определено. Тоа не може. Логички, доколку да речеме некој ги погледне работите како што треба, значи потребно е нешто да се градат од почеток. Тема, да. Ова што го спомна Васил, нели, е еден од предусловите за да развиваме алтернативен туризм. Ние во моментот, што знам, во изминатите години и години, не знам колку, сме сведоци на безброј многу проекти кои што имаат за цел да го промовираат нашиот регион како туристичко место, знаеш. Но нашиот регион генерално спаѓа во така наречените алтернативни туристички дестинации. Бидејќи ние немаме море, немаме големо езеро, немаме високи планини, Алпи, за да имаме ски центри и така натаму, но имаме многу други содржини кои што може да ги понудиме на тие туристи, да речеме историски споменици, природни споменици и така натаму. Да, во секој случај потенцијали имаме природни и можеби За да се развива, значи потребно едно од првите нешта кои што го прашуваат сите туристи кои што на некој начин се привлечени кон нас како дестинација е дали постои одреден систем или служба за спасување на тие места кај што ќе се движиме. И доколку нема, тие го тргнуваат од својата Карта. Листа за можна посла. Земете прост пример. Вие тргнувате од Смолари на Беласица, така? Да. Дали со велосипед, дали пеш на планинарење или било што да правите. Имаме и многу лоџи. Да. Што и да се случи, попат, за среќа се немаме соочено со таква ситуација, можеби на нашите планини, но сигурно тоа е само прашање на време. Што и да се случи, не постои некој кој што ќе излезе на терен
вам да ви пружи помош, затоа што вие ќе заврте нели нормално 112 или не знам кој број за тревожење. А па тие вас ќе ве контактираат, односно Да. прво полицијата, И за жал тоа ќе биде на крај. Не достатува тој систем. Повеќе од 40 минути, колешки, зборуваме за спортското качување и алпинизмот. Јас се обидува во овие минути да го разбудам тој мој инстинкт и природен нагон да се качам некаде повисоко и како да надминам таа психолошка бариера со мојата фобија од височина. Дечки, јас ви благодарам. Здрави живи, многу успеси, дај Боже ова со спасување да профункционира тој систем. Јас само би окей. Во секој случај да поттикнете ке малата популација да го приближите ова спортско качување и алпинизмот, независно дали ќе биде во природа или на затворено, но сепак децата да се занимаваат со спорт и да им несете тој нерв да се успее и да се достигне до целта. Во зависност, нели, рековме етапно кој колку може, а вие сте тука како инструктори од алпинистичкиот клуб Скала. Да, Повели, Александр? Дончев. Не, да се надоврзам и на ова, значи секое она време кое што ќе успееме да го земеме на нашите деца од нивните телефони, од нивните таблети и така натаму е успех, знаеш. Секое движење во природна и на планина е исто така голем успех. Јас сакав само да го коригирам Васил, кај нас има неколку случаи спасување на планина. Се има За колку што јас знам. Да, ќе зборуваме поатно. Добро, оке, ни ги оставите телефонските ваши броеви за да ве контактираме, јас и Мерина можеме. Да, и наредниот подкаст кога ќе се снима со нив, ќе имаме и документирано до каде ние сме стигнали. До каде ние сме Мери стигнали. и до каде До Ваня. каде Мери. Да, ќе ги Јас реков до 2 метра. Ако направам уште 2 метра, тоа ќе биде за мене голем успех. Сигурно. Дечки, благодарам многу што бевте дел од овој свој каст на Биди свој. Мери? Благодарам и од мене. Се надевам дека ќе успеете во она што имате замислено и како цел и како иницијатива и се гледаме на планина. Така. Не се плашајте, едноставно доколку сакате спортско качување и алпинизам, слободно контактирајте ги Дончев и Ѓоргиевски од алпинистичкиот клуб Скала. Секој добро.